Нема да дојдам со тебе. Добра, што ќе правиш? Зарем е лесно сама да издржиш, Лела? Ќе одиме ќе се сместиме во некој град. Зарем нема кого да дереме? Сигурно ќе најдеме некого. Ние ги деревме луѓето, Лела, сети се. Ќе заработиме многу пари, многу. Без да ебрам што ќе ми се пари мене, веќе за секогаш го изгубив него. Што ќе ми е мене живот без Дебран? Заврши. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Дедо дојде. Дедо! Керко, зошто уште не сте легнали? Сега си легнуваа, тато. Ајде, деца, секој во својата соба. Ама само што дојде, дедо. Може да ми раскажеш приказна? Ке ти раскажам попосно. Ве молам, јас треба да разговарам со дедови. После ќе ви раскаже приказна. Ајде. Дојди, тато. Ова ли е девојчето? Веќе не можеме да ги решаваме проблемите на господин Мирза. Тато, Мирза се уште е во станица. Се труди да го натера човекот да прозбори. А јас веќе не знам што да направам. Не ги остави. Ти направи нешто. Што можам да направам јас, Бахар? Заради Мирза ми се распа муабетот со Хулуси. Уште ако ова работа има врска со Хулуси, Тато, ако Мирза дознае дека соработувате со Чичко Хулуси, тогаш јас сум готова, тато. Тогаш ќе свати како исчезна агендата. Се ќе дознае, тато. смири се. Сите знаеме колку се жртвуваше ти за нашето семејство. Ти сега прави што ќе правиш. Натера го Мирза да се откаже од таа работа. Види, јунаку. Јунака во последно време нервите ми попуштаат. Ама ако се изнервирам малку повеќе, нема да биде добро за тебе, да знаеш. А? Ако не сакаш да бидеш малтретиран, зборувај. Кажувај со кого работиш. Од кого ја купуваш робата, кажувај. Од кого ја купуваш? Бато, нема да дозволя да преживеам, ќе ме уништат. Кој ќе те убие, море? Кој ќе те убие? Кажувај. Ќе ме уништат, ќе ме уништат. Помина доста време, Лела. Ајде да си одиме од овде. Не сакам никога. Јас сама ќе се снајдам. Не се сомневам во тоа. Се разбира ќе се снајдеш. Тешко е да почнеш се од почеток, Лела, тешко е. Види, ние немаме други пријатели освен нас самите. Зошто би патала ти сама жена лутајки по други градови? Каде да одиме? Ти кажи. Афјон, Маниса, Измир. Измир, а? Ќе земам 2 карти. Чекај. Чекај овде. Девран? Ага? За мене ли дојде? Дојде да ме земеш назад? Кажа ли никому нешто? Во врска со Асад. Кажа ли некому нешто? Толку ли не ме познаваш мен? Лейла, одговори ми.
Не. Зарем би кажала? И да умрам нема да кажам. Оваа тајна ќе остане меѓу нас додека умрам. Ако си дошол само поради тоа, биди спокоен. Ајде, оди. Види, да не те видам уште еднаш покрај Мелек. Ме разбрали? Ако и се случи нешто, ќе помислам дека ти си го сторила тоа. Како? Ми прости ли? Се враќам во конакот? Ајде, Да си ми жив и здрав. доста. Да си ми жив и здрав. Бахар? Добро утро. Добро утро. Те чекав тебе и сум заспала. Што се случи? Успеавте да го натерате да прозбори? Не прозбори, ама малку остана. Јас малку ќе легнам. Ќе ме разбудиш кога ќе биде готов до ручекот, добро? Ти одмори се. Јас ќе ги однесам децата. Не. Јунека јас треба да одам во станица, има малку работа во врска со распитот. Мирза, те молам веќе, остави го веќе тоа. Каков распит? Зошто се мачиш? Ти правиш вака за тоа што остана без работа? Имаме пари, Мирза. Ако сакаш, отвори се бизнис со парите од твоите што ти остана. Јас завлакно бев пред уништување на наркодилерите, Бахар. Но што бидна? Се исплашија, бидејќи ќе стигнев до врвот кај главните. Ме суспендираа. Но јас нема да дозволам. Тие нечесно влегува во мојата куќа и ги земаа документите. Сега тие комотно се шетаат надвор, а мене ме отстрани од работата. Зошто? Зошто многу се плашат. Се трудат да ме замолчат. Но нема да го дозволам тоа. Нема да дозволам да загинат други луѓе за да си ги наполнат джебовите тие луѓе. Нема да го дозволам тоа, Бахар. И биди сигурна, нема да ја оставам оваа работа. Додека не го најдам главниот и не го уништам целосно, разбираш ли? Разбери го тоа. Те молам, разбери. Тато, колку е часот? Се уште е рано, Керко. Ајде спи си уште малку. Али Керман? Јас ќе го земам. Од Истанбул и сигнал.
Ало? Јас сум Мирза. Зехра го заборавила телефонот. Таа доручкува долу. Добро. Јас само сакав да ја слушнам пред да оди на училиште. Мирза, како е Зехра, се навикнали? Добра е, многу добра. Само да ја видиш. Супер и оди. Добро. Си нашол учителка за приватни часови, ми раскажа. Фала ти. Таа ми е се. Секако дека ќе направам. Ќе направам се за да биде добра. Те молам ти, воопшто не грижи се, не мисли нас. Таа ќе се школува. Многу ќе напредува, ќе видиш. Мислам, ќе видиме. Дај Боже. Ти? Како си ти? Добра ли си? Јас? Добра. Добра. Како е Джемал? Сигурно многу пораснал. Бакни го од мене, добро ли? Внимавај на себе. Ајде ти ја давам Зехра сега. Зехра, мајка ти е, ќерко. Ало, мамичке? Јас себе доручкував. Сум го забравила долу телефонот во соба. Добро утро. И на тебе. Јас да го проверам чајот сега. Јас да ти помогнам, Стрино. Види вамо, ова ќе биде последна моја помош. После ова многу ќе внимаваш што правиш, никој да не забележи. Ме разбрали? Добро, мама. Фала ти. Добро утро. Лила? Види, јас не сакам да бидеме душмани. Знам дека многу го сакаш Девран, поради тоа ме мразиш мене. Ама верувај ми дека ништо не чувствувам кон Девран. Јас само како мајка сум тука. Ќерка ми да се школува, да го живее животот што го заслужува и животот да не се претвори во пекол. Ќе дојде денот и јас ќе си одам. Затоа, извесно време добро да се сложуваме, добро? Те замолувам за тоа. Стигнале нови документи во врска со распитот. Ќе направиме еден состанок. Не ме чекајте вечер, нема да дојдам. Пелин? Ајде, Кирко, тебе те чекаат. Студено е. Ќе настинеш. Мојата мила керкичка. Ајде тогаш да одиме ако сте спремни. Пријатно, мамо. Пријатно. Пријатни часови. Пријатно, мамо. Ало? Не, нема ништо ново. Стигнале документите за распитот. Мирза сигурно до вечер ќе биде во станица. Добро утро, мајко. Добро утро, сине. Што правиш? Го спремам доручекот. Мамо, кажи на таа жена да не го изнесе Джемал во ова време. Не, сине, нема да го извади. Му течеше носот. Мамо, да те прашам нешто. Девран ја врати ли Лейла во оконапот? Што се случува? Не знам јас тоа. Сигурно зборувала мајка Нужин. Сигурно рекла да не се застрамиме пред луѓето.
И онака сите озборуваат, и ти кажи нешто, мамо. И онака се засрамив што си замина Зехра. Какво зборување, каква Зехра? Што зборуваш ти, сине? Остави жити, Господ. Секогаш од една страна ќе ги собирате непознатите, а на другата страна познатите броеви. Да не го заборавиме тоа. Кога ќе ги добие мажот и сликите? Ќе дознаеме ли дали ќе ги добие? Што велиш да се јавиме? Не зборувај глупости, Мете. Тогаш ќе открие дека ние сме ги пратиле сликите. Точно. Значи, X е... X е еднакво... 2x еднакво на 6. X е еднакво на 3. X е еднакво на 3. А Ирлија работа. Али, почекај. Ти стигна едно писмо од Истанбул. Го прими ли? Не, бато, не го примив. Какво писмо? Бога ми, јас го оставив на маса, Али. Господе Боже. За кого е тоа? За Али? За Алие. Дај да го видам. Што е, Зумруд? Добра, сестрина. Мајко, тоа плико за мене ли е? Аха. Да, за тебе е, сине, ти го испратил братучет ти. Има слики внатре. Фейзулах слика ли ми испратил? Дај да видам. Аман, што ке ти е сега? Седни до ручкова и потоа. Ке ги погледнеш потоа сликите, ајде. Како иде? Али, треба да помени камион, да ја тргне школата. Господ да чува. Добро на здравие нека ви е. Јас да одам да ја тргнам колата. Се разбуди ли Джемал, Зумруд? Што и е на оваа пак? Здраво. Стигнали на место пратката со број 224466? Беше испратено до Харман ли, за Али Кирман? Така ли? Ви благодарам. Убав ден. Веќе ќе се вратиш во своето ѓубриште, Зехра. Во никој случај не треба да ги види сликиве, Али. Инаку ќе истече многу крв. Господе, чувај не. Чувај го син ми од лоши работи, Господе. Не дозволувај да направи ништо лошо. Влезете. Доручекот е спремен. Дојди да не се олади чајот. Фала, ќе дојдам. Шазимент? Девојко, што ти е тоа врака? Книга за толкување сонови. Така ли ќе усовршиш културата? Леле, синоќа, сонував нешто. Останав под импресија на сонот.
Твоите сонови не се баш зарно, ама ајде нека е нарно. Не си играј, мажу! Навистина сонова, навистина ти велам. Бев на врвот на гробиштата во нашето село. Сум ги отворила рацете и се молам. И во сонот ми падна прстенот од прст и почна да се тркала надолу по ридот. Прстенот напред, јас по него. Трчам напред, трчам напред, трчам напред. Потоа... Да те прашам, кој победи потоа на финишот? Потоа, прстенот се изгуби меѓу гробовите и не успев да го фатам. Да сонуваш прстен, да ставиш прстен во сон, да изгубиш прстен во сонот. Наскоро ќе почине вашиот сопруг. Ќе останете вдовица. Ќе бидете сами. И многу тажни. За секогаш ќе бидете осамени, Хилми. Бог да чува. Како мислиш дека тоа ќе се случи? Не дали така, тетко? Нели некни тоа што го сонував се оствари, а? Остави го тоа. Да не те задави случајно. Господе Боже мој, што правиш ти? Одам јас. Чекај, каде? На работа. Седи каде што си. Денеска нема одење на работа. Ама... Седи, седи. Зумруд? Што ти е на тебе, Кирко? Болна ли си? Ништо не ми е, мајко. На здравје. Јас ќе купам книга да испратам на Зехра. Добро, јас ќе те однесам. Мете, мислам дека ти дадов доволно време. Нема ли да ја реши задачата? Професоре, ова прашање не е погрешно. Тогаш јас да си седнам на место. Седни да видиме. Пелин, може би ти сакаш да реши задачата. Дојди да видиме. Ама оставиме, жено, оставиме, не ме спречувај. Полудели, треба да одам. Јас сум овде, младата невеста. Не ми се избришала каната од раце. Воопшто немам намера да останам млада вдовица. Оставиме, Шазимен. Ќе ми го расплетеш джемперот, немој се го оставиме. Не е проблемот за джемперот. Подобро нему нека му се случи нешто вместо тебе. Пушти ме, јас си одам. Не, Бога ми не те остава. Никаде нема да одиш. Пушти ме. Воопшто немам намера во ова време да станам вдовица. Пушти ме, пушти ме. Какви работи таа Зумруд, мати? Што може да има во тоа плико? Да не истражува нешто во врска со Азат? Не знам.
Ама обавезно треба да дознаеме што има таму. И се тркалал прстенот, ќе останела вдовица. Море да ти се оствари сонот па да се спасам од досадна жена како тебе. Жената не е жена. Зошто не оди колава? Леле, ја исекле гумата. Кој сега ја исекол гумава? Шазимен? Хилми, те молам не оди си, Хилми. Не можам да остана вдовица. Шазимен, убавице моја, дај ми го ножот на мене. Ќе пробам нешто. Не може, не ти го давам, ќе си наштетиш на себе. Дојди вамо. Не бегај, Шазимет, не бегај. Немој да бидеш луд со луди, Хилми. Немој да бидеш луд со луди. Каде ми е јакната? Господе Боже, Господе Боже. Господе Боже, Господе Боже. Не можам да ја решам. Пелин, не ми се допаѓа твојата состојба во последно време. Треба да учиш повеќе. Седи на место. Има ли некој што ќе рече оваа задача? Дојди да видиме, Зехра. Како ќе се посрамоти сега? Честитам, Зехра. Точно. Браво! Точно е? Ти честитам, Зехра. Види, јунаку. Ако ни помогнеш, ќе се намали казната која ќе ја добиеш, добро ли? Ајде, затоа кажи и не ме мачи повеќе. Не ме нервирај. Раскажи ми, ајде. Ги познаваш ли луѓето, а? Кажувај. Добро. Штом не им ги кажуваш имињата, тогаш јас да ти ги кажам нивните имиња. Доколку има некој што одговара, потврди. Договорено ли? Се разбравме ли? Договорено, бато. А? Да ти се слушне гласот малку? Да го чуеме малку и твојот глас? Хакан Думан. Сулейман Дорук. Мумтаз Кајали. Добро. Не е сам, гледаш ли? Погледни, погледни убаво, погледни. Дженгиз Мисирли. Тој. Кој е тој? Ама тој е, бато. Кој е, бре, тој? Ама јас не знам каде му е местото, бато. Значи Дженгиз Мисирли, а?
Ние ќе го најдеме. Мислеше дека повторно ме надмина и избега, а? Јас ти ветив, не одам никаде тука сум. Што се случува? Ово е нашиот Рустам. Ага, жити Бога, помогни ми, ке го убијат внук ми. Сега ми известија. Кој ќе го убие, Рустам? Внук ми грабнал девојка од друг аширет. Те молам, Ага, помогни ми. Да видиме што криеш од нас, Зумруд. Браво, Зехра, како ја реши задачата? Беше многу тешка. Убавата селанка стана популарна. Деца, дозволете ни малку. Се гледаме, Зехра. Зехра, сакам уште еднаш да ти честитам. Навистина беше голем успех што ја реши таа задача. Буквално ти го успеа невозможното. Мислам, толку паузираше со школувањето. 2 години има како не бев на училиште, многу ми недостигало. Душо моја. Многу ме радува што покрај сите тие тешкоти што ги доживеа, повторно одлучи да учиш и тоа што си толку амбициозна. Секоја ти чест. Повеќето од учениците не ја проценуваат вредноста на можностите што ги имаат. За нив доаѓањето во училиште е како малтретирање. Ама за мене е големо чудо. Многу ми недостигало да доаѓам. Душо моја, овде си ете. Верувам дека во иднина ќе бидеш на добри позиции. Зехра, сакам да бидеш примери за другите другарчиња. Како да го направам тоа? Напиши еден текст. Во врска со твојот живот. Утре во дворот сподели го со другарчињата тоа што си го доживеала. Сакам да те слушаат како си успеала и покрај се што си доживеала. Добро. Ајде, Кирко. Ама Зехра нема да биде овде. Затоа што ќе биде на пат кон Харманли со нејзиниот маж. Бога ми, морам да признам, супер е весел. Се колнам дека ти се отворило лицето. А сега си како неистрижена овца. Значи во секој случај си како овца. Здраво, живо. Здраво, живо. Тука е господин Девран? Јас сум внук, ние да ви помогнеме. Дојдов да ви дадам тепих за мојата продавница во Анталија. Супер, повелете, седнете, господине. Добре дојдовте. Благодарам. Имате некој список на готово? Да, видам. Ако ни дадете цена за овие... Веднаш да ви дадеме 4 ирански ткаено, 6 карст ткаено, 10 кирма ткаено, 6 античко ткаено. Ти изгорат овие, за вас може 2500. Ама онага, тоа нема да ги надомести трошоците. Па то подобро од мене ли знаеш? 2500. Доброто говорено, штом така веднаш да се потпишеме. Да потпишеме веднаш. И внимавај да не дојде. Добра. Каде си го сокрила, Зумруд? Ага, овде се Ага, ке го убијат. Помогни! Чекај!
Што и да ви е проблемот, решението не е убивање. Проблемот е за честа, ага. Ти подобре ги знаеш обичаите. Како да не? Обичајот вели дека мора да убиете ли? Или така ви одговара вас? Наместо на друг начин да го решите проблемот. Заврзи му камен на нога, пукај му во глава и спаси се. Така ли? Сигурно има друг начин. Зарем овие немаат роднини, сестри, немаат ли? Да земеме од вас девојка да ви дадеме и ние една девојка. Да решиме со свадба. Девран, не зборувај глупости. Немојте веќе, ве молам, немојте. Што друго направиле овие млади, освен што се сакале? Вина ли е да се сакаш? Греф ли е? Смрт ли е казна за тоа? Кој човек заслужува смрт? Зашто е казната смрт? Зошто заради нив други двајца со сила да се натераат да се земат? Девран, зарем тоа е решение? Зарем ти не знаеш што се доживеа Зехра и Али, и овие ли ќе ги изгориш, и овие ли? Извини, ага. Двајцава не гледаат ниту обичајни родители. Ќе добијат тоа што заслужија. Девран! Чекај, море, остави! Аги, доста веќе. Веќе да не ги користиме обичаите како што ни одговара. Доста! Убиство ли е обичајот? Не е да им впериш пиштол на жена, на деца, на невини луѓе. Не е извршување масакар. Тоа не е никаков обичај. Простотија. Така велиш, ага. Ама од срам глава не можеме да кренеме. Ништо да не направиме, така ли? Тогаш кој ќе не нарече мажи? Тогаш кога ќе им простиш ним, ќе бидеш голем и ќе бидеш вистински маж. Дури тогаш. Зарем ти не би сакал да ти земат рака и да добиеш добри желби од младите цел живот, наместо да ги убиеш? Вие не верувате ли во Бога, како што верувате во обичаите? Што вели Господ? Господ не вели убијте ги, продавајте ги вашите ќерки како стока, туку сакајте ги, почитувајте ги, штитете ги. Ајде, дојди ти. Помини децата, нека ви земат рака. Јас ќе им ја направам свадбата. И тоа ќе биде толку голема свадба, што ќе ги викнете дури и соседните села. Сите ќе ги нахраниш. Добро, не плашете се веќе. А потоа да не ја веднеш главата. Сите ќе зборуваат за тебе. Ајде, одете, земете им рака на агите. Дојди, ајде. Тоа не мене, туку на вашиот ага. Ага, Господа те благослови. Сите желби да ви се исполнат. Мајко, ајде побрзо. Проклетство. Мајко, излегувај. Што има? Во врска со Азат? Ако ги види Али овие, ќе се спасиме и од Зехра и од мајка ѝ. Не, мајко.
Не можам. Јас му ветив на Девран да ги вратиме. Ама ти полудели, Лејла. Ќе се спасиме од сите. Не можам, мајко, не можам. Се гледаме утре, Зехра. Пријатна вечер. Повторно ти честитам, Зехра. Ви благодарам. Керко, гледам си запознала нови другарки, колку убаво. Да, тато, навистина беше во право. Почнаа да ме прифаќаат. Баш ми е мило. Ајде, Керко, да одиме. Ајде, Керко. Господине Мирза, ете да не ве видев, ќе ви сјајав да ви честитам. Нека е нарно, што се случи? Зехра денес реши една задача која не успее никој да ја реши. Зехра ја замоли да напише текст со кој ќе биде пример за другите другарчиња. И таа не ми одби, прифати. Колку убаво. Браво, Керко моја. Браво, се гордеам со тебе. Ви благодарам, професоре. Фала ви. Убав ден. Со почит.